Сега колегите ще помолят тук на мястото на нашия събеседник в студиото да влезе един голям приятел на Република България от Македония. Това е Доста Димовска. Ще ви я представя толкова с новините за буклука, да говорим за нещо по-интересно. Здравейте, добро утро. Добро утро вам и на зрителите на BTV. Чували сме се с вас по телефона, взимал съм ваши интервюта в интересни и критични мигове. Доста Димовска, един от лидерите на ВМРО, вице-премиер в предишното правителство на Република Македония, оглавявано от премиера Любчо Георгиевски, тогава министър на вътрешните работи, директор на Агенцията за македонското външно разузнаване, а сега буквално от няколко дни директор на Македонския културен институт в България. Ще разговаряме за това как би трябвало да изглежда образа на Македония в България и как изглежда образа на България в Македония. Какви са задачите, които си поставяте пред вас като директор на Македонския културен център? Моите задачи са много хубави, да кажем. Значи за пръв път, после 15 годишно занимаване с политика, я се вратям в областта на културата, с която и започнах да се занимавам, кога влегох во јавниот живот. Може би малко от вашите гледачи знаят дека аз сум автор на 3 збирки поезија. Значи со уметност, со литература, со култура се занимавах на почетокот на својата кариера, така што да речеме дека ова е еден животен циклус, започнувате со една област. Јас влегов во политиката 90-та година, кога започна осамостојувањето на Република Македонија, и сега повторно од владата на Република Македонија добив едно многу пријатно задолжение да бидам директор на културно-информативниот центар на Република Македонија во Софија, така што мојата задача ќе биде да помогнам, да центарот представува еден мост културен помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, значи да бидат отворени вратите за сите граѓани на Република Бугарија, за бугарската јавност, исто така и за голем број на граѓани на Република Македонија кои што престојуваат по различни поводи во Бугарија и пошироко, за сите оние кои што се доброжелателни, кои што сака да го посетат центарот. Това, което видяхте тук през дните, в които вече сте плътно в България, как изглежда Македония в България? Как изглежда образа на Македония в България? Па видите, во минатото, значи од 90-та година наваму имаше и во претходниот период еден период на молк, на отсуство на контакти, и за среќа дојде демократијата и во Бугарија и во Македонија и падна стените, почна да се контактува. При вашето правителство, на първото правителство на ВМРО, ДПМН, започна, така да се каже, по-сериозния културен обмен. Да, фактички во времето на правителството на ВМРО ДПМН голем број од споразуменијата кои што чекаат да бидат подпишани, за кои што би регулирале нашата меѓусебна соработка во областа на политиката, на економијата, образованието, науката, културата и така натаму, беа подпишани, и тоа е фактички основа и за отварањето на културните центри. Сакам да кажам дека по една нагорна линија одат нашите меѓусебни македонско-бугарски односи. Има периоди на задрсвање, како што велите, и мислам дека сега се случи пред моето доаѓање еден таков период од неколку месеци, кога одредени центри, одредени поединци, нема потреба да споменуваме никакви имиња, направија многу напори, вложија многу труд да се внесе една негативна енергија помеѓу двете држави. Като казвате това, какво ще бъде вашето отношение към Омо и Линден? Па видите, јас не сум тука со политика да се занимавам. Мојата задача не е да се мешам во внатрешните работи на Република Българија, и споразуменијата што сме ги подпишувале не дозволуваат такво нешто, исто така и меѓународните принципи, меѓународните норми, така што мојата работа